Значи јас се согласувам, не повеќе пати го имам истакнато, мислам дека и Димитар го истакна тука кога гостуваше. Да, не зависи само од премиерот Заев и од СДСМ. У огромен дел многу од работители, скоро сите работи оваа држава зависат и од ВМРО ДПМН. И сега прашањето е, ако нивните пратеници сите, ама апсолутно сите, и тоа многу издржано, ја напаѓаа методологијата и го напаѓаа законот, зошто тој дел не беше ставен на маса? На таа нели средба каде што беа Заев и Мицкоски. Значи ние имаме ситуација кај што власта беше фрлена на колена. Ние имавме и од луѓе кои што се имавме и од луѓе кои што се вклучени во целиот процес дојави дека огромен дел и од софтверот не им работи. Значи они беа од таква една ситуација, од една страна ги чека бојкот, од друга страна имат огромен пик на заразени, од трета страна огромен дел од компјутерите не им работат и од таа ситуација Заев беше спремен да прифати се. ВМРО ДПМН свесно не ја стави методологијата на маса. И сега ВМРО ДПМН вика да. Дозволи ми да се дозволиш да си кажам. Значи ВМРО ДПМН не ја стави методологијата на маса, а вика да, ние нема да прифатиме попис кој што не е правен по методологијата препорачана од Евростат и Обединетите нации. Тоа, колега, мораше да се најде во законот. И тие делови кои што не беа мораше да се исфрлат од законот, а не да се остави тотално неевропски закон. Оваков закон у ниедна држава во светот што прави попис нема, а ние методологијата по Евростат и Обединетите нации кој што е на страна, на неа се повикуваме. Ме разбирате што ми е зборот? Албански нашите министри кои што го туркаат овој процес нелегално, посебно нели од ДУИ, они цело време на некој начин се во право затоа што се повикуваат на законот. Недостатоците се таму. Ама тие се повикуваат на закон. Значи како ставите законот ќе биде подвргнат на измени, колку што знаеме, ќе има измени во законот. Можеше уште сега тоа да се случи, сега кога го гласавме, ама не се случи. Единствено што беше ставено беше одложување и ништо повеќе.